Не е договорено конкретно име, но преговорите се во деликатна финална фаза пред можно постигнување договор, рече премиерот Зоран Заев на денешниот отчет за сработеното по повод една година влада. Временската рамка за решавање на спорот објавена во медиумите делумно ја потврди и најавиот и важниот разговор со Ципрас може да се случи уште вечерва, максимум до петок. Тој рече дека чекорите што беа објавени во медиумите не се тајна, туку биле тема и на лидерската средба што се одржа месецов. За одредниците за името дали Северна Република Македонија е конечно решение и дали Линденска Република Македонија е се уште во игра, премиерот не сакаше да зборува. Не би дал коментари за одредени одредници или придавки или додавки на името, заради тоа што сме во финале на можно решавање на овој повеќе од 25 годишен проблем. Председателот Иванов за сите детали до каде што бевме стигнати е целосно и детално информиран на лидерската средба. Новите состаноци кои што се случија во Њу Йорк и во Брисел го чекаат министерот кој што денеска од Сабајле овде и веројатно тој веднаш уште денеска ќе побара средба со председателот Иванов да го информира до каде се стигнати со разговорите со министерот за надворешни работи на Република Грција. Прашан зошто по евентуално постигнување на договор со Грција, прво ќе следи ратификација во парламентот со просто мнозинство, па дури потоа референдум. Заев рече дека тоа е само за да може Грција во меѓувреме да го извести НАТО и Македонија на самитот во јули да добие покана за членство. Ратификација пред референдумот за да може Грција да испрати писмо до НАТО и да добиеме покана за НАТО. Месец порано. Секако ратификацијата на договорот е ратификација на нешто за кое што застанале двете влади и веројатно парламентарно мнозинство. Јас се надевам дека тоа ќе биде многу голем парламентарно мнозинство заедно со опозицијата. Но секако треба да знаат сите дека конечно е референдумот. Затоа сите стоиме зад референдумот. Крајот на септември, почетокот на октомври веројатно е прикладно време, ќе се договориме сите чинители во државата кога да се одржи тој референдум и преку референдумот граѓаните ќе ни дадат насоки. Но истовремено граѓаните, истите тие што ќе излезат на референдум, сакат да ги знаат ставовите на политичарите. Мене ми е драго што во суптилноста на вака сериозен процес и грчката страна свати дека тоа што се менува е овде во Македонија. Не менуваат ништо во Грција. Затоа е потребно граѓаните да се изјаснат. И грчкиот премиер Алексис Ципрас потврди дека се надзира перспектива за решение за името. Говорејќи за улогата на Грција како столб на стабилност на Балканот, Ципрас како пример ја спомена перспективата за решение што се надзира во тешките, но неопходни преговори со поранешната Југословенска Република Македонија. Преговори со кои управувавме и продолжуваме да управуваме со чувство на одговорност и патриотизам, но и со решителност и верба во потребата за изнаоѓање решение. Тоа се обидуваме да го сториме, работејќи на решение, затоа што веруваме дека можеме да ја вратиме водечката позиција на земјата на Балканот. Нешто што ќе има пошироки позитивни последици, не само на геополитички план, туку во областа на економијата и предприемништвото, создавајќи една нова динамика за развој на нашиот регион, на Балканот, нова перспектива на соработка со сите земји од нашиот регион, а во исто време ќе ги запре аспирациите за економско и политичко владење на други сили во поширокиот регион, како што е Турција. Грчките телевизии вчера објавија план во 11 точки како би се одвивало решавањето на спорот за името. Според нив, отворени се сите можни опции, ниту едно име не е фаворизирано и се уште се разговара. За грчката страна, решението ќе биде во име од трите предлози на Нимиц, Нова, Горна или Северна Македонија, додека и натаму разликата во позициите на двете страни е ерга омнас. Катимерини денеска пишува дека според неофицијални извори на весникот, двете страни разговараат и за уште едно име, кое засега не се открива, но кое би можело да ги задоволи и Скопје и Атина. Според објавените точки во медиумите, покрај ратификацијата и референдумот, ќе има и уставна ревизија која би се случила по референдумот, а договорот би се потпишал во Преспа.